Енормното поскапување на производите и услугите не запира, а рафтовите по маркетите, каде што стои маслото, се празни. Од обиколката низ делот нив во попладневните часови забележавме дека масло за јадење нема. Онаму каде што го има е поскапено за дури 20 на денари. Србија ја тргна забраната за извоз на сурово нерафинирано сончогледово масло, но тоа не ја промени состојбата на терен. Граѓаните се жалат на скапотијата на сите производи, посебно на маслото за јадење. Дали сте забележале поскапување на маслото и на основните производи деновиве? Како не нон-стоп е поскапувањето? Купував масло за готвење, 130 денари, ептен, во многу не знам, 130. Знаете маслото дали е поскапено? Да ви кажам, поскапено е, муж ми не купуваше. Пред тоа беше, не знам, 133 сега, а беше 90 и нешто. Дали има поскапување на маслото или на други? Да, има. И не само во маркетите. Ако сакате да седнете во кафејана, и за таму ќе ви треба подлабок джеп. Државна статистика измери дека цените на угостителските услуги за само еден месец скокнале за дури 2%, а лани храната и пијалокот во кафејана сме го конзумирале за 7% поевтино во однос на годинава. Индексот на цените на угостителските услуги во март 2022 година во споредба со февруари 2022 година е зголемен за 2,7%. Споредено по групи на услуги, зголемување забележано во групите храна за 3,4%, алкохолни пијалаци за 1%, безалкохолни пијалоци за 1,1% и ноќевања за 2%. Индексот на цените на угостителските услуги во март 2022 година во однос на истиот месец од претходната година е зголемен за 7,1%. Дека во Македонија со сегашните плати тешко се живее, докаже и најавените штрајкови во речиси сите сектори. Подкрепа на тоа доаѓа и од статистика, која бележи зголемување на трошоците на живот за дури 8% во споредба со минатата година.